Различни принципи на СДСМ на власт и во опозиција, блокирањето на собранието им е добро кога сакаат да се дофатат до власта, но никако кога се седнати во удобните владени фотели. Она што сега за премиерот Ковачевски, неговата партија е дестабилизирање на државата и носење во уште поголема криза. За СДСМ не беше така во текот на годините во опозиција. Блокарите на парламентот од страна на тогашната опозиција започнаа во 2011 година. Тогашниот лидер на социјалдемократите Бранко Црвенковски прво бараше предвремени парламентарни избори, па потоа бараше нивно неодржување. За таа цел беше донесена одлука за бојкот и блокада на собранието. Уште еднаш сакам да кажам пред целата македонска јавност. Нека се прифатат барањава на Социјалдемократскиот сојуз, ние сме спремни утре да одиме на избори. Нашата цел е да одиме на избори, меѓутоа претходно да се обезбедат тие услови, тие избори да бидат фер и демократски. Значи не се враќате во парламентот додека не ги исполнат сите? Апсолутно. Не се враќаме во собранието додека условите не бидат исполнети, додека не се постигне договор, додека не се постигне консензус околу изборните правила. Истиот модел го искористи наследникот на Црвенковски Зоран Заев, поранешниот премиер, тогаш лидер на опозицијата, беше незадоволен од изборите во 2014 година каде доживеа пораз, па се реши да го бојкотира собранието и тоа дури 15 месеци. Треба да биде јасно дека кандидатите за пратеници на СДСМ и на коалиционите партнери нема да се вратат во парламентот. Оставките на пратениците се депонирани во собранието. Тоа е доказ за непроменливиот став на опозицијата во врска со оваа прашање. Во Македонија мора да се врати демократијата. Мора да се ослободат институциите професионално да се ја вршат својата работа. Иднината на земјата се Европската унија и НАТО, а не хибридните режими. СДСМ го блокираше собранието и во 2016 година со барање Уставниот суд да одлучи околу судбината на СЈО. Обвинителството кое беше фатено во рекета според Заев беше символ на правдата. Додека не се изјасни Уставниот суд за уставноста на законот за специјално јавно обвинителство, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијските пратеници нема да учествуваат во работата на собранието. Пратениците имаат обврска да действуваат во заштита на институцијата символ на правдата и вистинската борба против криминалот, што едногласно ја изгласаа. И собранискиот спикер Талат Джафери, кој сега не го вади собранискиот деловник од уста, на свој начин ја блокираше работата на собранието, кога требаше се донесе законот за македонските бранители од 2001 година, неговата дуј поднесе јадници амандмани за блокада на истиот, а Джафери ги објаснуваше со молк. Ова е прва собраниска блокада на ВМРО ДПМН во 5 години власт на СДСМ, а доаѓа во период кога во Македонија секојдневни се протестите и штрековите на синдикатите, земјоделците и многу други, а државата се наоѓа во голема економска и енергетска криза. Барањето на опозицијата е свикување на лидерска средба, на која ќе биде договорен датум за предвремени парламентарни избори.